За жал, во сега, моментално, како што кажувам, на оваа точка кој што се наоѓа градот Кочани, не се наоѓа ниту еден град и општина во цел регион. Искрено загрижува тој игнорантски однос на институциите на владата. Посебно ќе го потенцирам игнорантскиот однос од Министерство за финансии. Сите декларативно за една изборна единица, меѓутоа кога ќе дојде да се покаже на дело, работите излегуваат на друг начин. Дали вие лично сметате дека македонскиот јазик и идентитет е загрозен? Јас сметам дека се додека секој од нас го говори македонскиот јазик, ги учи своите деца да го говорат македонскиот јазик, јазикот секогаш ќе живее. Навистина постигнавме еден добар ниво, мислам, во Хрватска на ефикасност, меѓутоа квалитета не е подобрена. Уште треба и Хрватска да работи на тоа да тие пресуди бидат поквалитетни, затоа да граѓани веруваат дека правдата е постигната со тие пресуди. На што се должи овој игнорантски однос? Па тој однос не е само спрема мене како градоначелник, тој однос е спрема целиот град. Три месеци по трагедијата во Кочани, во која 62 лица загина, се уште нема надзорна расправа околу оваа национална трагедија. Веќе неколку месеци поред викендите во Кочани се одржуваат мировни протести. Обвинителството соопшти дека е завршило истрагата за пожарот во Кочанскиот клуб Пулс, со кој се оплатени вкупно 46 осомничени за тешки дела против општата сигурност од член 292 во врска со член 288 од Кривичниот законник. Ова е издание на тренинг соговорник ќе биде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски. Господин Крстевски, како вие го доживувате фактот што 3 месеци по трагедијата, народните избраници не седнуваат и не расправаат на надзорна расправа околу оваа национална катастрофа? Најпрви ви благодарам на поканата и можноста да гостувам во вашата емисија и на вашата телевизија. Со жалење може да констатираме дека народните избраници не оправдуваат довербата која што има добиено, меѓутоа не треба да ставиме предмет на изедначување и гледаме дека има пратеници кои што се трудат и да артикулираат темата за Кочани. Не знам од кои причини таа тема одредени пратеници се трудат да стават под тепих. На што се должи обидот за политизација на тагата кај граѓаните во Кочани? Факт е дека оваа трагедија одвикна не само во Македонија и регионот, туку во цел свет. И нормално е истото да има таков публицитет. Жално е што има луѓе кои што се трудат да го искористат тој публицитет за свој лични намери, меѓутоа за мене уште пожално е институционалната неангажираност, бидејќи институциите се тие кои што повторно затајуват, не само пред несреќата. После несреќата имаме ние многу повредени лица и секојдневно гледаме дека истите не добиваат соодветен третман. И едноставно самите тие и ред други лица од нашиот град се трудат да го анимираат тој проблем и верувајте дека единствен начин е преку вас, медиумите и социјалните мрежи, бидејќи институционално тие действуваат колку што им даваат можностите на самите институции, а гледаме дека 3 месеци, како што кажавте, после трагедијата, институциите не се на задоволително ниво. Еве имаме промени во градската болница и сакам да ги поздравам тие промени и се надевам дека новата ВД директорка ќе успее да ја направи таа трансформација што не успеа незината претходничка, која што беше неопходна во периодот пред да дојдат повредените лица. Сега, откако веќе дојда, е касно, меѓутоа час поскоро истите промени треба да се десат. ВМРО ДПМН обвинува за некрофилија. Опозицијата пак смета дека власта не испорачува правда, здравство и ги навредува родителите. Дали во оваа политичка мимикрија во која едните со другите си ја прифрлаат вината, всушност кочанчани се колатерална штета? Видите, ќе ги коментирам и двете поединечно партии.
Најпред ВМРО ДПМН треба да свати дека има одговорност. Има централна власт, има 3,5 години во Кочани локална власт. Во нивно време се случува оваа трагедија и да ги преземат своите надлежности и ингеренции кои што ги имаат како влада и со конкретни мерки и чекори да действуваат во Кочани. Доста ни беа тие политички соопштенија и таквите обвинувања. Таквите обвинувања се преостри и несоодветни според мене. Од аспект на Социјалдемократскиот сојуз сакам да кажам дека и тие треба да бидат поконкретни во нивните барања. Еве дадоа предлог во собрание, меѓутоа исто така не треба да се оттуѓуваат од народот. Значи, добре дојдени се сите во Кочани, и ВМРО, ДПМН и СДСМ, нека дојдат во Кочани да разговараат со народ, да дојдат и во општина Кочани, бидејќи сите заедно можеме да го решиме овој проблем во кој што се наоѓа не само градот Кочани, туку и цела држава. За жал, сметам дека јавноста очекуваше дека после овој немил настан ќе кренеме интензивно во менување на системот, бидејќи системот е тој кој што е одговорен за сите немили настани и во минатото, не само за случајот во Кочани. Системот сме сите ние, и ВМРО, ДПМН, и СДСМ, и јас, и ти, едноставно ние го создаваме системот. И за да го смениме тој систем, треба да покажеме намера преку конкретни чекори. Еве сега, да кажем, од позиција на ВД градоначалник, мене тоа ми е примарна цел. Значи да го менувам системот во надлежностите кои што ги има општина Кочани. Има ли координација меѓу локалната и централната власт во овој момент? Бидејќи денове, например, од Илинденска број 2 вела дека кабинетот на премиерот е во постојан контакт со родителите. Ви благодарам на прашањето. Јас, кога станав ВД градоначалник на општина Кочани, прво нешто што беше е допис до кабинетот на премиерот за да имаме состанок. За истиот допис не добив конкретен одговор кога би имале состанок, туку ни беше одговорено неодредено. Со премиерот се сретнавме и на настан пред еден месец, кој што го организираше швајцарската амбасада. Имавме лично разговори, ми беше кажано негова страна дека ќе бидам контактиран од кабинетот за да направиме состанок, бидејќи јас тој состанок го барам во интерес на кочанчани. За жал се уште немаме состанок. Мене ме искрено загрижува тој игнорантски однос на институциите на владата. Посебно ќе го потенцирам игнорантскиот однос од Министерство за финансии, каде што пред 2 недели од моја страна беше контактирана министерката, бидејќи ние, замислете, во Кочани во 2025 година имаме готов објект за детска градинка. Тој објект може да биде пуштен во употреба уште утре. Истиот е изграден пред повеќе од 3,5 години, меѓутоа поради технички недостатоци целиот овој период истите тие недостатоци се санираа и за очекување во секој момент да се пушти. Не знам од кои причини за пари кои што се предвидени во буџетот на Министерството на финансии ние немаме добиена согласност од министерката за да успееме да ја ставиме во функција таа градинка. А со ставање во функција на таа градинка ние ќе го решиме проблемот на сите родители во општина Кочани, меѓу кои има лица и повредени во несреќата, има и лица кои што останаа самохрани родители. Листата на чекање е скоро 200 деца. Сега со промена на големата група и со воведување на помала група, односно ќе се растерети капацитетот во самата детска градинка, меѓутоа доколку ја ставиме во употреба детската градинка Детелинка која што има капацитет 115 легла, ние за еден месец можеби ќе решиме целата листа на чекање во општина Кочани. Тоа му треба на Кочани. На Кочани не му требаат некои мегаломански проекти кои што ќе ги очекуваме во некоја далечна иднина. На нас ни требаат конкретни мерки и решенија денес, утре, час поскоро. Градоначалник, премиерот Мицковски вели заедно сме во однос на родителите во Кочани, на починатите и на повредените, а од друга страна овие мирни протести и граѓанското движење го квалификува како политичка партија. Не знам што сакал да каже премиерот со тоа и најдобро е него да го прашате, бидејќи не ми е јасно што сака да каже со тие изјави. Зошто не се одржа средбата меѓу родителите и кабинетот на премиерот? Па исто така
Тоа треба да го одговорат и премиерот или родителите. Меѓутоа, гледајќи го односот, не ме чуди што не се одржи таква средба. Не знам од кои причини, еве и во вашата емисија ќе повторам. Вратата на општина Кочани е отворена за премиерот. Значи јас давам рака за соработка. Мене не ме интересираат партиски калкулации, мене ме интересира што е можно поскоро да го подобриме амбиентот на живење во Кочани. Не знам од кои причини премиерот исто така ги игнорира моите повици на средба, бидејќи само со заедничка работа ние можеме да направиме одредени работи, да ги поместиме од точка која што се за жал во сега моментално, како што кажам, на оваа точка која што се наоѓа градот Кочани, не се наоѓа ниту еден град и општина во цел регион. И на Кочани му е потребна таа помош од централните институции. Ние како локална самоуправа даваме максимум со нашите сили. Меѓутоа, тие не се доволни за да ја смениме целата состава која што се наоѓа општината. Еве овде сакам да се надоврзам зошто ни е потребна поддршка од премиерот. Ние упатевме барање, јас имав и апел, бидејќи сите сте запознаени и цела јавност дека Кочани е градот на комарци. Ние сега кога имаме веќе луѓе со отворени рани, потребно ни е ефикасно прскање против комарци. Невозможно е општина Кочани да прска само на територија на општина Кочани и ние да очекуваме дека ќе го решиме проблемот со комарците. Од 2009 година наовно се прска локално. Тоа е една голема глупост. Ние треба, за да имаме ефект, да се прска регионално. За да имаме регионално прскање кој што ги опфати и полињата, меѓутоа ќе ги опфати и планините кои што се огромен регион. Овде сметам дека истото за да се случи само со помош на владата можеме да имаме ефект доколку таа се заложи и направи регионално прскање, повторувам, кое што е преку потребно во следниот период, бидејќи не само што имаме луѓе со отворени рани, едноставно неподносливо е секојдневието покрај таков амбиент на живење со тие комарци. Исто така имаме и многу други проблеми каде што владата треба да интервенира и да ја помогне на општина Кочани. Следите трин гостин во емисијата Венко Крстевски, ВД градоначалник на Кочани. Господин Крстевски, владата најава голем проект за Кочани. Дали вие сте упатени колку тоа ќе ги изразува потребите на кочанчани? За каков проект станува збор? Да бидам искрен, не сум запознаен. Во секој случај, доколку истото се оствари е за поздравување, меѓутоа ќе се навратам на претходно кажаното, мојата скепса доаѓа за тоа што на нас не треба Кочани 2025. Значи, на нас не треба овој момент. Несомнено е дека отварање на нови фабрики, донасање на факултети и ред други инвестиции во иднина ќе го подобрат амбиентот на живење. Но ви кажав случајот со градинката што може да биде отворено уште од утре. Такви се и многу други проекти. Имаше најава од многу пратеници дека Кочани ќе добие посебна поддршка. Мене не ми е јасно што мислеа тие кои ќе кажат дека Кочани ќе биде посебно привилегиран, бидејќи истото со никој закон тоа не е предвидено до сега. Како мислеат тие дека сите општини ќе добијат нешто, а Кочани ќе добие повише од тоа? Помалку ми е чудно, неверојатно дури градоначалникот на Кочани да не знае за каков капитален проект станува збор, кога владата вели ќе направиме проект кој ќе го заживее градот во најмала рака. И на мене ми е чудно, меѓутоа за тоа треба да одговори владата. Вие не сте пројавили интерес да се заинтересирате? Пројавив интерес, до сега слушам само шпекулации. Еве ви кажав, во неколку наврати се потрудив да стапам во контакт со премиерот, да оствариме средба, истата за жал се уште не е реализирана. На што се должи овој игнорантски однос? Па тој однос не е само спрема мене како градоначалник, тој однос е спрема целиот град. Не знам од кои причини, одговорот треба да го даде премиерот. Ке се реновира МВР од маралиштето на Пониква, дали можеби не е подобро да се реновира и да се оспособат болничките капацитети, бидејќи многу често денове слушавме во јавноста дека има недостиг на лекарски капацитет, односно нема доволно лекари, има недостиг на медицинска опрема. Точно така. Сакам да ви кажам дека пред една недела имаше акција од страна на општина Кочани и комуналното јавно претпријатие во расчистување на дворот и санирање на некои дупки кои што се на
патната инфраструктура во самата болница. Бев присутен на таа акција и видов во какви услови се наоѓа нашата болница и можам да кажам дека таа е изградена пред 40 години со само придонес на кочанчини и истата не е во ништо подобри услови, дури и во драстично полоши од моментот кога што е изградена, бидејќи огромен капацитет од самата болница не е искористена. Но тоа е во делот со инфраструктурата, во делот со медицинскиот персонал. Ние гледаме дека во нашиот град има полицајци од цела Македонија, има и од Тетово, од Стругови, од Госвар. Како што има полицајци од други градови, сметам дека треба повеќе доктори од други градови да бидат пратени, се со цел да им помогнат на повредените, меѓутоа и да го растеретат персоналот во Кочанската болница кој што има одговорност да се грижи не само за кочанчани, туку и за целиот регион, бидејќи Кочани е регионален центар на истокот, ние сме природно центар на истокот и не сме, како што многу луѓе ни условуваат, мало градче, бидејќи по територија сме 9-та најголема општина во државата и имаме повеќе од 33.000 жители, кои што треба да ги задржиме во следниот период, за да бидеме место за живење кон кого ќе гравитираат и жители од соседните општини. Треба да направиме многу како локална самоуправа и како политички чинители, за да го воздигнеме градот од состојбата во која се наоѓа. Постои ли ризик гневот, незадоволството, револтот на семејствата на починатите и повредените да ескалира? И што е целта на овие неделни мировни протести? Па, секогаш постои. Најчесто можеше да се случи, бараме правда и одговорност. Еве конкретно прашањето, сметате ли дека обвинителството ја води во вистинска насока истрагата, бидејќи и денови слушнавме дека е веќе завршена истрагата? Најпрви да одговорам во врска со родителите и со маршот кој што се одржува секоја недела. Тоа е мирен марш и гледаме дека на досега одржаните нема ниту еден инцидент. Дури самото тоа покажува со каква свест и одговорност се кочанчани во делот на протестирање и во делот на барање на правда. Јасно е дека јавноста е незадоволна од самиот процес, бидејќи сметаше дека истиот треба да се води потранспарентно, незадоволна е, претпоставувам, и од односот на пратениците, затоа што во Народното собрание, кога се случи несреќата, имаше пауза, наместо да има работа за да се пронајде вистинската одговорност. И искрено би сакал да ги слушнам, бидејќи не сум правник, правните мислења по завршување на истрагата, како ќе ги толкуваат по однос на поднесени обвиненија, затоа што и мене не ми е јасно како ќе заврши и како ќе се одвива така обемна истрага. На крајот од ова издание, каква ќе биде судбината на кабаретово Кочани од урбанистички бизнис аспект? Јас искрено сакам на тоа место да се направи експроприација, да се сруши тој објект и да се направи споменик. За жал, тој несреќен настан ни отвори многу видици не само за тој објект, туку на објекти на целиот потек. Еве во вашата емисија ексклузивно ќе кажам дека јас сум првиот градоначалник во историјата на општина Кочани кој што напиша прекршна пријава за непријавување данок на имот. Ние откривме во тој дел објекти кои што за жал не се ни пријавени и истите немаат соодветна намена за која се користат. Овој настан отвори многу прашања во општина Кочани. Јас храбро се зафатив за да ги артикулирам и да ги презентирам на јавноста сите тие прашања, бидејќи јавноста заслужува да знае се што е ставано со децении под тепих. Знам дека таа борба е многу тешка, бидејќи самиот тој систем кој што е креиран 35 години направил многу фалинки. Некои викаат колку луѓе толку проблеми, напротив јас ќе ви кажам дека имаме мал милион проблеми. Дали значи дека вашите претходници им прогледувале низ прсти? Не, видете, овде станува збор за многу други институции. Ние ги занемаруваме одговорноста кај другите институции. Погрешно е погледот да се става
во општина Кочани и во инспекторските служби на општина Кочани, бидејќи ние како општина функционираме во делот на урбанизам, во делот за намена на објект, во делот... Каде го лоцирате главниот пропуст, системски пропуст? Нормално дека секој има различна одговорност. Меѓутоа, факт е дека најголема одговорност треба да се бара во МВР. Кога спомнавте МВР, ќе ве вратам на ваша изјава неколку денови по несреќата во Кочани. Што очекува министерот за внатрешни работи покрај толку многу загинати? Да не сака да му аплодираме. Се знае кој дава оставка во вакви моменти. Точно. Јас да бидам искрен овде во вашата емисија и пред вашата јавност, пред да се случи овој настан, сметав дека министерот добро се извршува својата работа, конкретно Панче Тошковски. Меѓутоа, по овој настан се открија сите недостатоци во целиот систем. И најмалку што требаше истиот да си поднесе оставка од морални причини, бидејќи во настанот загина и службено лице во извршување на својата службена работа од МВР. Ви благодарам за гостувањето во Трилинг. Благодарам за поканата. Колку кочанската трагедија ќе ја руинира само бендисаноста на ВМРО ДПМН? Оно што се случи во Кочани е голема трагедија за цело општество и јас можам само да изразам сочувство, а не сакам да замислам колкава е болката на луѓето таму што носат, но можам да сочувствувам бидејќи имав и блиски познаници кои што беа погодени од трагедијата. Не сакам да мислам ЛДП во ниту еден момент не ја политизираш оваа трагедија, не сакам да се политизира и навистина не сакам да зборам од призма на тоа што ќе донесе за една или за друга партија, бидејќи мене ми е мачно да се политизираат трагедиите, а верувам дека и на граѓаните им е мачно. Она што преферираме да говориме кога се збори за Кочани е како на градот да му се помогне да излезе од траумата, иако тоа е неизлечлива болка, но и како да се одговара за она што се случи.